Има инспекции од општината, комунални редари кои што се на терен и каква е ситуацијата со казнување за вакви случаи? Само малку да се докаже за првото. Значи, да не мислиме, да немаме некој впечаток дека општината е иземена од вкупниот економски амбиент во Република Македонија. Ако има криза кај економските оператори, има криза и во општината. И ние и на таа криза се откажеме од приход планиран 80.000 евра. Тоа сакав да го кажам. И за возврат, најмалку што очекував е фер и коректно понашање. Не како што ќе каже градоначалникот, пак ќе повторам. По протоколите пропишани од владата на Република Северна Македонија. Сега да се вратам на вашето конкретно прашање што ми го поставите. Четврта недела поред има инспекции од различни служби. Комунални инспектори од општината, МВР, ние сме ОВР Гевгелија, СВР бевме до предна година, сега сме ОВР Гевгелија, подршна единица за труд и социјална, подршна единица управа јавни приходи. Изречени се, минатата првите 2 недели беа со опомени, со укажување, последната контрола беше во минатата сабота и веќе има казни. И ќе се продолжи со казни и ќе се продолжи со казни и јас ги охрабрив и ги охрабрувам и ќе ги охрабрувам сите институции кои ја вршат контролата да санкционираат. Помина времењето на опоменување. Прво беше кога ги донесовме мерките во мај, економските. Убаво, со добро кажано, на зборови. Првите 2 недели од контролата беше со укажување писмено, сега веќе од минатата сабота одиме на санкции. И ќе ги охрабрувам, повторувам, ќе ги охрабрувам сите инволвирани во контролата да санкционираат, а не да опоменуваат. Помина времето на опоменување. Бидејќи, ќе се вратам на почетокот на вашето прво прашање. Не може ние да бараме отвореност на границите на лоша епидемиолошка карта од ковид на општина Гевгелија. Сега, ако сум јас градоначалник за сите, тогаш на мене ме е во интерес да имаме добра епидемиолошка карта, а не да не работат кафичите, да работат солидно, а казината да отпушкат вработени. Заради тоа што посетата на кафичите не прави Гевгелија веќе секој ден да има појава на новозаболени од коронавирус. Со таква епидемиолошка слика ќе немаме ние можност да бараме отвореност на границите, бидејќи се има таму регионален пристап. И ќе влијаеме и на стравот кај грците да доаѓаат во Гевгелија. Да. И од Центарот за јавно здравје од Гевгелија потенцираше господинот Олумчев дека има недисциплина помеѓу граѓаните и затоа е зголемен бројот на позитивни на COVID-19. Докаде е со подготовките за овој есенски и зимски период, монтажната болница која што треба да се прави COVID центарот, се подготвува ли општината заедно со болницата за евентуалниот есенски бран? Се што е побарано од нас, се ово што го зборите, дошол го кажа доктор Толунчев и јас ви го кажа претходно преку моите одговори и потполно се согласувам со него и заедно и јас сум председател на штабот, на кризниот штаб што го викаме ние, кој им носи друг назив, орган за безбедност и останати работи. Ние постара се го вика кризен штаб, кај што сум јас председател по функција и доктор Толумчев по функција член. И го збореме тој на кризниот штаб и потполно се согласувам. За ова второ што му прашувате за ковид центарот, се тоа централни проекти. Значи општината нема можности во да влијае на здравствените политики, се ги води министерот со комисията за заразни болести. Тоа што јас го знаме, до крајот на октомври треба да никнат 16 ковид центри низ градовите, едно од нив од Гевгелија, имавме видеоконференција, од нас се бараше кога ќе почне да се изведат работи, прво се бараше да утврдиме локација, толку бевме транспарентни, ставивме точка на дневен ред на последната седница во месец август на Совет на општина Гевгелија за локацијата. Ја ставивме на увид на советниците. Значи да не испадне дека е желба на директорот на болницата или на градоначалникот. Значи, транспарентност е во општина Гевгелија на високо ниво. Одредена е локацијата,
Оделението за урбанизам и заедно со директорот на Општа болница ги имаат испратно сите документи до оперативниот дел на Министерство за здравство, како ќе изгледа болницата, нацртано е, проектот е направен, сите работи, останува само тоа да се изфинансира од страна на Министерството за здравство, а јас колку што знам, тие се пари од Светска банка и ќе бидат грант или од некоја амбасада, така да општината е спремна, али иницијативата ја води Министерството за здравство. Со една реченица да кажам, се што е побарано од општината, се е на време и доставено и завршено.